أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار ثم ما بعد. Во секоја една пригода и прилика захвалноста му припади само на Аллах Джелешану, затоа што само Аллах Джелешану е достоен да му се прави фала. Салават селам, мирот и спасот нека биде на нашиот пегамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, негова фамилија, негови сахаби и следбеници на суннетот до судниот ден. Пред да почнеме со денешнава тема, да се подсетиме, да не заборавиме дека се наоѓаме уште во месец Рамазан. А специјално се наоѓаме во последните 10 денови од месец Рамазан. Овие се специјални денови. Вредноста на овие денови немојте се кажи со устајани. Нешто што е побитно уште во овие 10 денови е ноќта на Кадар, која е повредна од 1000 месеци. 83 години и бадат. Сахаби се труделе да ја најдат ова вечер. Односно да ја дочекат во ибадет, односно да ги најтаа ними во ибадет. И да кажеме накратко, ова нема некоја специјална работа во овие 10 дена, некој специјален ибадет, во ноќта на Кадар некој специјален намаз нема, истиот намаз, ноќниот намаз исти како во цел Рамазан и во цел живот. Али Аиша радијаллаху анха му рекла: "А Расулуллах, ако ја дочекам таа вечер, што да учам?" Рекол пегамбер сам учи ова дуа: "Аллахумма иннека афувун карибун тухиббул аффа фаъфу анна." Ја Аллах, ти си дарежлив и го сакаш опростувањето. Ја Аллах, ти го сакаш опростувањето, па опрости ми мене или во множина опрости ни на нас. Аллах, тоа не јако е. Нема појако од ова дуа да ти се примат во ова вечер. Аллах да ти опрости на тебе. Аллах, ти си онај кој е милостив, дарежлив и го сакаш опростувањето и опрости ми на мене. Реши го вака на македонски. Значи, да не заборавиме, уште сме во месец Рамазан, уште сме во тие последни 10 денови. Продолжуваме и денеска со сирата на еден од сахаби на пегамбер алейхиселам, кој иако прима меѓу последните ислам, мора да се спомни тоа. Пред ислам, најголемиот непријател на пегамбер алейхиселам, еден од најголемите непријатели, поголем непријател на пегамбер алейхиселам имаше само уште еден. Кој беше тој еден? Негов татко, Ебу Џехел. Ој беше син на Ебу Џехел. Негов татко фираон на овој умет. Знак за куфар. Знак, символ беше на куфрот, на тагутите. Ебу Џехел. Ој беше негов син. Најголемиот непријател на ислам, на пегамбер алейхиселам, Ебу Џехел. После негов син, негов син Икриме ибни Ебу Џехел, познат како Ебу Џехел, али име на Ебу Џехел беше Амар ибни Хишам, Махзуми Курейши. Значи Амар беше негово име. Амар ибни Хишам. Ебу Хакем, исто негово име, негов прекар познат како Ебу Хакем, или Ебу Џехел, татко на незналиците. Татко на незналиците. Не знали си да читат и да пишат. Не знали си што е негирае вистината. А знае, еден ден ова Ебу Џехел. Помина, пегамбер сам покрај него и му зборуваше нешто лошо на пегамбер сам, кога помине му рече на негова банда, рече: "Ебу Касим, Мухаммед е зборил вистината." Халат. Ама зинет, Вели Аллах Џелешану за овие, јарифунаху кема јарифуна ебнаахум. И тие го познаваат на пегамбер сам како изнаат нивни деца. Пегамбер сам расте од олко ке не мене. Од мало. Ебу Џехел бе постари многу од него, знае како дете нивна. Јарифунаху, го знае пегамбер сам.
Икрима ибн Аби Джахл. Овај сахаби, како кажавме пред ислам, беше жесток непријател на пегамбер сам. Али знаеш зошто? Велит улема, и овај беше од тие еден кој бе бистри, паметни, кој имае доста интелигенција, кој не беше прост. Али неговиот татко го спречи да примат ислам, со неговите дела. Како денеска има слични вакви нешта, неговиот татко, негов татко, негова мајка, негова фамилија го спречват од некој работи од ислам, Не смеш да дозволиш, Че залуташ, че се ослепиш како Икрима. Че се слепиш, Немој да те фати таа носталгија твоја мајка или твој татко, Ти забрани нешто да правиш од ислам, Немој да бидеш послушен за ова, Наши родители на наши глави, Ама ислам на сите нас, Аллах и пегамбер на сите нас, Немој да дозволиш да те заслепи како Икрима. Велит улема, себе голем беше негов татко да не примат ислам во пошата. Беше непријател на пегамбера ислам поради непријателството на неговиот татко спрема пегамбера ислам. Че гледаме покасно како призна многу работи. Не знаеше зошто е непријател на пегамбера ислам. Освен дека негов татко и негова банда го војуваат на пегамбера ислам за ова, Не знаеше за ислам, што вели тој, Не знаеше ништо, Како денеска некој го спречват да седи со тебе, со мене, со некој од нас, негови родители, тие не знаат нас, Само слушнали од некој дека ове јадер луѓе, Ове јадер луѓе, Немој да дозволиш вака да паднеш, Уште од мал беше познат како храбар, ептем храбар дечко, младиш, еден од најхрабрите. Како спомневме за Халид ибн Велид, заедно растее со Халид ибн Велид и беа јаки другари, многу јаки другари. Пред ислам беа во сите војни заедно. Пред да пегамбер само ако имаше некоја војна, Икрима, синот на Абу Джехел, десново крило на којнаницава тој го држеше. А Халид ибн Велид левово крило од којнаницава на Куреш, тие двајца беа главни капетани на двете крила од којнаниците, Зашто најпојче го познава ова нешто. Во битка на Бедр, прва битка, халас, прва битка. Тој беше главен на којнаниците. Не беше Халид ибн Велид во битка на Бедр, не беше. Икрима беше главен на којнаниците. Почна таа битка, негов татко падна. Негов татко го убија. Абдулла ибн Масуд скина главата, тие две деца го рушија во локва крв. Дојде ке негов татко сакаше да го земат со себе негово тело. Не успеа, не можеше од сахаби. Сахаби го зедве, го фрлија во бунар на Бедр, со тие други 70 и нешто, што бе го фрлија негов гроб во бунар. После ова, бесот на Икрима се зголеми уште појче. Таа омраза спрема пегамбер алейхиссалам, спрема муслимани се зголеми многу. Дослепило. Дослепило. И немој некогаш да те фати тебе и мене, ако мој татко некогаш го навреди Динов и некој му е залепен. Не треба да ме фати мене гнев, Не треба, Тој е против Дин, Не треба да те фати гнев. Го фати гнев и отиде во Мекка. Одеше од куќа во куќа, секде каде имаше некој убиен во ова битка. И му велеше, треба да се спремаме против Мухаммед и против тие што ни ги убие нашите, ги поттиквеше на борба. Како денеска што се палат. Во секоја седенка некоја џеназа има и тој фашта таму џеназа има. Треба да се прави муабет, да му се прави тазија на фамилија, му се дава сабор на кој муабет од ден. Тој фашта муабет, ове вака, ове новотарци, ово, секоја џеназа. Не треба ни една фамилија да дозволи вакви багабонти да имат во некоја куќа. Да ги пале луѓе на битка против други, на омраза против други, не треба да дозволе. И каква била друга седенка, каков бил други конак, не треба да дозволе вакви багабонти. Ове се багабонти, Ове не му го сакат убото на никого. Собра е многу војска, 3000 за битка на Ухуд. Бидна е битка на Ухуд. Халид од лева страна, тој од десна страна којнаница. Битка почна, муслимани побеждат, прекршија наредба на пегамбер алейхиссалам стрелците, слегве долу по ратен плен. Халид и Икрима, тие гледај ако губени ниве. Тие имаја една цел кај ними. Погоден момент, за удар, Погоден момент само да се удрат, И кога видве погоден момент, кога слегве стрелците, бидна што бидна,
И вика Ебу Суфјан, Халид ибн Велид, ова е за Бедр. Икриме велеше, ова е за мој татко, јани. На пегама е сами на сахаби, јани. Ова е за тога, јани. Битка на Хендек. Пегама е сами ископа тој Хендек. Како кажавме вчера. 1 километар, негде има до 2 километри долг, јани. 4 негдека метра широк, длабок 2,5-3 метра. Дојде Курейш, не може да го пробие овој коридор. Проба е секако, али Икриме, од таа негова храброст што имаше, со негов коњ го прескочи овој Хендек. Со неколку негова војска, со негов коњ. Денеска една бразда некој немој да прескочи, една бразда, 20 сантини. Прескочи ова и отиде ке пегамбар сам ке сахаби. Позади него Амар ибн Абдивуд, еден најхрабриот араб, што беше познат, опеан во поезија, најхрабриот. Рече двобој да имаме. Со ова излезе Али, ради Аллаху анху, уште беше младич. Многу млад беше уште, Али. Му рече, одај ти си мало, а не сакам тебе да те убијам. Амар Абдивуд. Али му рече, ти не сакаш, ама јас сакам. Овај го плукна на Али во лице, Али. Али го имаше извадено мачот. Кога го плукна, го врати мачот, Али. Избиша таа плуканица на него. Кога го праша за ова, рече, не сакав поради љутина, поради мене да се борам, Али. Да се борам поради Аллах, Али. Кога сакаше да го убие, на еден му се виде странно место и го врати мачот и се тргна. Рече, не сакав да гледам во него странно место, Али. Али почна битка, Али со неколку потези го уби. Кога виде Екриме каква храброст има Али и овие муслимани, се врати назад повторно. И не бидна битка, освен ова, во битка на Хендек. Ослободување на Мекка. Пегамбар алейхиссалам 10,000 сахаби дојдве да ослободат Мекка. Влегве во Мекка, пегамбар алейхиссалам му даде ваква наредба. Секој еден што ќе влезе во негова куќа и ќе затвори прозори и врата е безбеден. Секој еден што ќе влезе во Мешидил Харам е безбеден. И секој што ќе влезе во куќа на Ебу Суфјан е безбеден. Пегамбар алейхиссалам му забрана војна. И му рече на Халид со негова којнаница, никого да не го убивате, освен ако не почне прв, не смејте никого. И во ова се најдоа овие два стари пријатели, стари лавори. Халид со пегамбар алейхиссалам со негова чета, Екриме со негде 400 се вели, некви луѓе во Сукоп, во една тесна улица во Сукоп. Војна. Рече Халид ибн Велид, пегамбар алейхиссалам ни забрана нас, освен ако не нападнете. Екриме не чекаше повеќе од овие два, почна да го напади на Халид. Се вели 20 и нешто Халид убил дојде, се разбега. Пегамбар алейхиссалам му нареди и друга наредба му даде кога влегве во Мекка. Рече, му наброја неколку особи што беа жестоки против муслимани, што има е набрано зло дела тешки. И прв начело беше Екриме. Ебу Џехел. Му рече, ако ги најдете овие врзани за чабе, ке се држат вака, убите ги. Халал ним на крв. Халас. Ги наброја со број неколку. Кога слушна Екриме за ова, зеде негов коњ и зајемен, замина. Избега. Дојде негова жена ке пегамбар алейхиссалам, Умму Хаким, мајка на Хаким, едно од децата на Екриме. Ова жена ке пегамбар алейхиссалам, заедно со Хинд што го распора на Хамза. Хинд кога дојде ке пегамбар алейхиссалам му рече, ја Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллам, твоја куќа чекавме да се распани, зашто пегамбар алейхиссалам кога дојде во Мека влезе во негова куќа. И ги пречекваше сиве што пре теубајани, што прима и сам што му пре бе во негова куќа. Хинд му рече, ја Мухаммад, до пред некој момент така чекав да се тури тоа куќа. А сега гледам дека ова е куќа возвишена и да биде уште појче возвишена. И побара таа опрост од пегамбар алейхиссалам ме опрости, ја ни е прима нејзин ислам, нејзина беа. И жена на Екриме прима ислам. И му рече на пегамбар алейхиссалам, гледај, пегамбар алейхиссалам каква наредба даде пред малку.
За чаба да го видите, ке се држи, добите го. Негова жена му рече, ја Расулуллах, барам еманет, барам сигурно за мој маж, да даеш, да ја прекаршиш ова наредба што ја даде и да биде тој сигурен, да не го убива никој. Рече, халас, примано ја. Ви пегаме сам милост ја. Денеска нас ако ни изгреши некој нешто, ми не знаме да простиме. Види каков беше овој лош маж за муслимани, ја. Негова жена само побра, халас, рече пегаме сам. Опростено му е нему, ако примат ислам, све е халас, ја. Безбеден, ја. Се пренесвите една киса после ова, негова жена, ја. Одма зеде коњ, има еден роб, што служише ке римјани. Римјанин роб, младиш, младо момче. Со него отиде да го барат на Екрим. Се вели додека одеа во пат, овај сакаше да има зина со ова жена, ова младо момче. Јани, успеа да го излажи до едно место каде имаше бедуини и му кажа зашто сакат го врзај тие во затвор. Таа продолжи да го барат на Екрим. Во близина на морска вода долу во морски брег, во Јемен го стигна на Екрим. Еден ривајат, ќе кажем уште еден ривајат, го стигна таму, Екриме сакаше да се качи во брод и да бегат. Кога дојде до овај брод, имаше газда од бродот, беше муслиман. Субханаллах. Му вели, на Екриме пред да влезеш направи ихлас. Му рече, што е таа ихлас? Очисти се. Рече, ла илаха илаллах Мухаммадур Расулуллах, за да влезеш во бродот. Рече, слушај ти, ја поради теа ла илаха илаллах, ја оставив моја Мека, ја оставив Саудија све и сакам да бегам од теа ла илаха илаллах Мухаммадур Расулуллах, ти ми велиш, рече ла илаха илаллах. Се вели, во овој ривајат, во овој момент дојде негова жена. И му рече, ја Екриме, пегамбер алейхиссалам даде сигурно за тебе. Нема да те убиете. Халас. Во некој ривајат се вели дека пегамбер алейхиссалам е го даде незин аса, незин став на кој се подпираше, за да му каже дека е сигурно ова. Ево ти, доказ од пегамбер алейхиссалам. Се врати назад. Почна да се врашат по пат, кога дојде до ова место каде беше ова момче, го има во затвор, го фати и го уби. Поради тоа што сакаше да прави со негова жена. Го уби. Немаше примано ислам, уште. Кога дојде во пат, побара од неа, негова жена, побара од неа да имат однос со нега. Жена. Рече, не, рече, јас сум мукмин, вернишка, ти не си верник, ти си мушрик. Забрането за нас ова. Ова е еден ривајат. Други ривајат се качи во брод за да дојде во Јемен. Во пола пат фати невреме. Големо во брод. Голема олуја. И ти сите што беа во бродов обожаваа кипови. Како него. И рекве сега остајте ги сите кипови, обратете се кај Аллах Желешану кој е во небо, за да не спасите од ова. Овие кипови не може ништо. И рече, цел живот сме обожавале нешто што нема ништо. Ја избегав од овој господар и се врати назад. Али по-јак, ривајат овој со негова жена. Пред да влезет во Мека, слушај сега ова, пред да влезет во Мека, пегамбер алейхиссалам му рече на сахаби, ви доаѓа, рече, Екриме, како мухаџир, хиџра направи, избега од ваму, се врати од ваму хиџра како мухаџир и како верник. Гледај, никој од вас не го опцуе негов татко, Гледај, Ебу Џехел. Пред него никој нека не го пцуе негов татко. Зошто? Пцуењето на мртвите му штети на живите, а не му прави ништо лошо на мртвите. Шо ако го пцуеш него? Ма тој син ќе проврие нешто ке него, ќе му дојде некоја необа во негова душа. А ке Ебу Џехел ништо нема дојде тоа ти ако го пцуеш Ебу Џехел. Рече, немој да го пцуете негов татко, зашто ова му штети на живите, му прави нервоза, а не стигви до ке мртвите. Ама само најдобриот учител. Види каков сабор, види каков хикмет, каква мудрост. Ти денеска ми некој во кафе му го пцуеме негов татко. Ако тој џахил, овој умрел на куфар, сигурно џехеннем, пегамбер сам кажа Фираун на овој умет. Немој да му го зовираш негово его внатре. Остави го, знај тој, Кога дојде Екриме, по малку време се појави Екриме и негова жена. Дојде ке пегамбер алейхиссалам, се наближа. Пегамбер алейхиссалам беше седнат венет и имаше рида,
Еден огартач на негово тело, како џубе, фрлен само преку рамена. Кога стана, ова му падна и го остави пегамбар алейхиссалам ова и му рече Ахлен би ракибил мухаджир. Добре ни дојде од ти јавачу мухаджир. Добре ни дојде, Го прегарна на Екриме пегамбар алейхиссалам. Екриме се здреви, Го прегарна пегамбар алейхиссалам него, Екриме уште во чудење, Ваков гест од пегамбар алейхиссалам. Али пегамбар алейхиссалам знаеше да му даде местото на секој еден, Кој место го заслужува, Рече, ја Мухаммед, уште нема приман ислам. Рече, ова моја жена вели дека ти си дал сигурност за мене, Да. Да, рече. Да, има сигурност за тебе. Рече, што бараш од мене, на што да ти прам беја тебе, Види го. Не знае што е ислам, А војува против него, Му рече, ла илаха илlallah Мухаммаду Расулуллах, кланај намаз, давај зекат, пости, хаџ, Рамазан, немој зина, немој ова. Му објасна многу пегамбар алейхиссалам од ислам, Не знаеше ништо, Не знаеше зашто го војува пегамбар алейхиссалам, не знаеше зашто го војува тоа ислам, Не знај, Ти денеска го мрзиш некој брат твој, не знаеш зашто го мрзиш, Ти шепнал некој нешто и така го мрзиш, Му рече после Екриме, Ја Расулуллах, Ние рече те знаевме тебе и пред ислам како поверлив, доверлив, ние ти остававме тебе злато, начувајне ке тебе, ние те знаевме како ваков, Во превод што битна после, не знам ние како грешивме, Рече, ла илаха илlallah Мухаммаду Расулуллах. Прима ислам, пегамбар алейхиссалам го испружи рака. Рече, пегамбар алейхиссалам, барај сега, че ти се даде. Што бараш? Рече, ја Расулуллах, барам да правиш дуа за мене, Аллах желешану да ми опрости мене, тоа што војував против тебе, Тоа што војував против тебе, Што бев против тебе, Што се радвев на поразот на вас, Аллах пегамбар алейхиссалам направи дуа, побара опрос за Екриме. Аллах желешану да му опрости на него, Види каков милост, каков рахмет пегамбар алейхиссалам. Ние денес ова не го имаме меѓу нас. Дојде еден човек вака Рамазан, еден од сахаби. Во сред Рамазан имал однос со негова жена, Однос со негова жена. И му рекол на некој од сахаби, ја рекол се уништив, моја жена се уништив, пропаст, кијамет. Рекле да ојме, му рекол да ојме ке пегамбар алейхиссалам да бараме нешто чаре. Рекле олај ти го правиш ова ми Дошол ке пегамбар алейхиссалам. Му рекол, ја Расулуллах, се уништив ја, се уништи моја жена. Рече пегамбар алейхиссалам, кажи, што? Рече Расулуллах, ми имавме однос во Рамазан, во ден. Рече пегамбар алейхиссалам, може да ослободиш еден роб? Не, ја Расулуллах, немам пари, немам мискин. Рече, може да постиш 60 дена? Рече, не, ја Расулуллах, не можам да постам 60 дена. Може да нахраниш сиромаси толку и толку? Не, ја Расулуллах, мискин. Седни. Поглед пегамбар алейхиссалам од сахаби му донесал една голема торба со урми. И му рекол, земај овај поделија садака, за откуп за овај грев, на некој сиромаси во Медина. Ја Расулуллах му рекол, валлахи не познавам по-сиромав човек од мене во Медина. Од крај до крај најсиромав. Пегамбар алейхиссалам се насмевнал и му рекол, земај и поделија во твоја фамилија, на твоја жена и твои деца. Видиш е рахмет, видиш е милост. Мој да греши ти инсан, Немој да ме обвинвиш за некој греш што го има некој што седи во кафе со мене, Не обвинви ме мене, Јас сум против тој негов греф, Ја го мразам тој негов греф и тој негов гест. Го мразам, ама него не го мразам, Халид ибн Велид уби луѓе што не требаше да ги убие. Пегамбар алейхиссалам ја рече, јас сум бери од делово на Халид. Се оддалечувам од ова дело, ама Халид не. Халид е мој. Сега тој мене ме нападви зашто пијам кафе со некој верник. Имат грешки, што тие грешки ја му ги кажувам и го убедвам ова тие грешка. Немој да спиеш во сабав, стани билбил. Ја му кажувам. Ти седиш во исто време со дин душман и не е проблем за тебе. Иш не е проблем. Не позинаш дин бете, Иш, ама иш не позинаш дин, Иш, сакан. После ова, пегамбар алейхиссалам се пресели во ахирет.
Дојде Абу Бекр. Во време на Абу Бекр радијаллаху ан, Икриме во сите војни што се направи беше. Како кажавме пред неколку дена, слична историја како Халид ибн Велид, беше против Абу Бекр го пушти во војна против Мусейлем ел-Кедаб, потом го пушти Халид како појачање и со сите тие што направи ридде се бореше Екриме, Халид ибн Велид, се до еден момент кога бидна битката на Јермук. Битката на Јермук, 15-та година после хиџра, битката на Јермук, 250.000 римљани, 36.000 муслимани. Во ова битка бе и Халид беше како војсковојџа, и Екриме беше како еден од командантите на којнаницата. Кога видве каква војна се случува, каква ќе биде тоа војна голема, нерамна, 250.000 со 36.000, стана Екриме ибн Аби Џехел и рече кој ќе ми прави беја на смрт, халас, да ги фрли моје футроли од ове маче. Стана 400 од сахаби и дојде Халид ибн Велид, многу го сакаше. Специјално уште повеќе кога прима ислам. Пред ислам двајцава го сакаше многу. После бе непријатели, после од кога прима ислам и овај, многу големи пријатели, многу го сакаше. Дојде ке него Халид ибн Велид и го рече Екриме, немој да одиш во ова. Ако паднеш ти ќе изгубиме голем грб, голема подкрепа ќе изгубиме. Рече, халас, остави ме, Халид. Колку пати се борев против пегамбара и селам. Колку пати ја бе во војна против пегамбара и селам. Многу, остави ме сега. Ова е шанса за мене. Еди, искреност. Сакај не жртва. Зеде ове 400 луѓи удри во Рим, дели ова од 250.000 војска на два дела. По средина. Убиваше додека не падна. Битка заврши овој ден како победници муслимани, дојде Халид ибн Велид, го најде со малку душа ке него. Пред смрт. Се вели во ова битка и негов син Омер ибн Екриме, се викаше еден од неговите синови Омер, беше во ова битка и двајцата бе еден до еден ранати смрт. И негов аџо, негов нагов аџо, Хариф. И тој беше ранат до ним, сиве ове тројца. Се вели Халид го зеде Екриме на едно негово колено и негов син од Екриме Омер на друго колено. Ги прашуваше во каква ситуација се, тие бе во смртни маки, побара вода со ишарет, му донеса вода, ова е тој хадис што спомнавме пред неколку дена, слушка што се десила, побарале вода Екриме, кога му донесале вода, побарал негов син, му рекол дај му на мој син, кога побарал негов син, водата му да му е даве, него побарал негов аџо, од 20 аџо, кога отишле ке него, тој се пресели, кога се вратиле ке другиве, и другиот, сите се преселиле ваки ред, али не оставиле ова икрам, не оставиле ова да му го посакат на другите оно што себе си го посакат, што многу денеска ретко со ова, и ние се чудиме ако слушниме ваков гест денеска, зашто ние не сме спремни да направиме вакво нешто. Ама мора да се трудиме и да бидиме како овие луѓе. Зато спомниме нивна историја, за да бидиме како ними, за да добиеме некој сифат од ними, од нивни живот. Зошто Аллах е задоволен од овие луѓе. Иншаллах Аллах желешано да биде задоволен од овие луѓе што дадале ваков труд за овој ден, и Аллах желешано да биде задоволен од нас, да бидеме од тие што ќе ги следат во нивни постапки и да не заборавиме, како кажавме, ибадет во овие последни 10 денови. Специјално довата на верникот е оружје. Да не заборавиме во овие денови. Субханак Аллахумма бихамдик, нешхеду ан ла илаха илля анта, настагфирук ва натубу илейк.